Poštovani prišati, dozvolite mi da za svoje zadovoljstvo za ova kulturno življenje, što po 45. pat v ova prostorija, znači imamo dva jubileja, mi od 45 godina otvaranja na galerije tamo u Kumanovu, a to bi 55 godini od izlaganja na društvo na likovните umetnici na Kumanovu. Znači, može bi ne se zakružili sa 0, 50, 25 godišnjici, 100 godišnjici, međutim, ovije godišnjici nešto značajno predstavljati na svetlio datum u istorijata na Kumanovu, to je 11. ноември. 11. ноември може би за некои не значи, може би значи, од најдијачи сакам да ги врежам во меморијата. Од 11. ноември 1944 година Куманова почнеја слободно да живее, слободно да твори, да се развива, да се урбанизира и да ствара вакви дела. И секогаш во денови на Куманово, последната декада, особено во плурализмот, апостроф даваме на културното живење и прочем, ова традиционална изложба е некој бренд на Куманово, особено кога знаеме дека во културната баштина на Куманово ликовната уметност задима видно место. Историски и традиционално таа еволуција на ликовното сликарство и гледнеска трае и сме препознати по неколку колонии кои ги организираме, од неколку домини во неколку сфери и од тоа Куманово зазема видното место на Югоисточна Европа, на балканските простори. Впрочем, зборуват и делата ваши. Тоа се, тука се уметниците, тука се љубителите на ликовната уметност. И јас како љубител, еден од луѓето што ја почитувам ликовната уметност, со големо задоволство сум присутен секогаш на вакви представи, што изслушам во моменти кога не можам да видам присутен. Се извинувам на добитникот на Нојевска награда господин Момчило Аврамовски, на неговата 50 годишна изложба, тогаш не бе присутен. Тоа се врвни мајстори и луѓе кои го одбележаа постоењето на нашето културно ликовно творештво. Од моје име, од име на граѓаните на Куманово како представник на градот, посакувам многу плодни години работа на ликовната уметност. Гледам луѓе кои одбележаа епохи. Значи, традиционално се зборува од ова место за историјата на кумановското сликарство, бидејќи голема традиција и големи имиња се родили на ова тло, ова кумановско тло, кое може би во меморијата на македонската политичка сцена, може би по културна сцена не е толку воздигаат, меѓутоа ние како луѓе сме се промовирале, профилирале и за нас пишувале големи книги за нашите уметници, ликовни пред се. И затоа мој лично име, бидејќи припадам на некаква фамилија, него сум зет во фамилија која го почитува ликовната уметност, ја пратам будно историјата и развојата на сликарството во Македонија пред се на кумановското сликарство, со задоволство зборувам за нашите творечки способности. И затоа ова изложба е бренд, значи кажем, 2 јубилеја, 45 години од галерија, 55 години од првото излагање од Караджо, значи едни датуми кои многу значат и многу ретко може да знаете на картата на Балканот такви убави спомени. Ова изложба е прогласувана за отворена, особено кога знаеме дека тука изложба 22 автори, пете на едно место, во една средина 22 автори да направат 30 дела, една тројгодишна изложба традиционална, тоа значи дека има голем потенцијал, голема можност и мислам дека на тој начин уште повеќе ги стимулираме нашите ентузијасти, уште повеќе да творат, да работат и да го промовират градот. Културата е најголем амбасадор на една средина. Впрочем, тоа го докажате со наградата за Балканска ренесанса на културата за 2012 година во Југоисточна Европа, сега пари кои го добиме како град и ние како локална самоуправа, со што еден камен мозаикот, на неколку промоција на културата кажа, го дадовте и вие ликовните уметници со нашите 3 колонии
кои ги почитуваме и ги поддржуваме по изминатите 7 години. Нека живее хуманското сликарство, да сте живи и здрави, голем потенцијал и можност во наредните години и би сакал уште повеќе плодни дела во наредните години. Ја прогласувам изложението за отворена и сум среќен што живеам овакво.